Здраво, дечки! После мала пауза, еве сме денеска во уште едно видео. Значи, пред да започнем да зборуваме за денешната тема, значи, денеска ќе зборуваме за статик. Би сакал да се заблагодарам на факултет МК за подршката. Тие, значи, што ме следите, знаете дека имаше една статија на факултет МК за ова што го правам. Значи, поддршката беше многу поголема од тоа што очекував. За претходните неколку дена, значи, од последното видео, значи, од кога беше објавена статијата, значи, бројот на сабскрајбери на каналот значително се зголеми. Мислам дека во моментот има околу 600, а претходно беа под 400, мислам 380, колку се сеќавам последниот пат. Значи, фал уште еднаш. Исто така видеата, значи, се објавуваат и на ITMK, значи благодарност и до нив за поддршката. Значи, тоа би било тоа. Значи, сега да продолжиме. Кој што реков, значи, денеска ќе се позанимаваме малку за статик. Доколку го погледате и документот или мини книгата што ја пишувам, ќе видите дека имам нешто малку пишувано за статик. Па, значи, кој што реков, се раководиме спрема тоа и од тука ќе продолжиме. Значи, ајде да отвориме Visual Studio. Најпред, значи, ќе позборуваме за статик променливи. Значи, доколку погледате во документот, има едно кратко пасушче, каде што зборуваме што е во суштина статик, значи. Тоа е, значи, како што знаеме, значи, досега зборувавме за стак и хип, тие прави неколку видео, значи, кога што знаете ви цртат за меморијата како функционира. Значи, имавме динамичка меморија. Значи, динамичката меморија е стакот, значи, како креиравме нови варијабли, значи, во методите, значи, се додава варијабли и потоа кога испаѓавме од скопот на таа метода, значи, исто се бриша, исто така и во хипот, значи, со new, значи, се креира референци, потоа garbage collector, значи, кога нема потреба од тоа што имаме креирано, ќе ни исчисти се, значи, таа меморија беше динамичка и таа, значи, расташе и се намалуваше. Другиот вид на меморија, значи, за разлика од динамичката, е статичката меморија. Значи, ова меморија, значи, е како дел во хипот, значи, се наоѓа во хипот, мислам дека имам тука пише некој, и се нарекува high frequency heap. Значи, уште пред почетокот на извршувањето на меморијата, значи, компайлерот, да речеме, ќе ни прорачуна колку меморија треба да алоцира во тој дел како статичка меморија, точно ќе знае дека толку ќе имаме, значи, толку меморија ни е потребно за сеќање од начин како статик, и, значи, сет во таа меморија ќе ни стои од пред почетокот на извршувањето на програмата, па се додека да се затвори процесот за нашата програма, значи, и по тоа и после main. Ајде да се вратиме во Visual Studio и најпрво да видиме нешто за статик променливи. Ајде ќе ја креираме истата класа, која што имавме клас user, мислам дека беше. И во неја, значи, ајде ќе имаме едно public int ID и ќе креираме веднаш и една статичка. Public static int user count. Users count. Добро, значи, овдека, значи, може, како што досега правевме, да креираме, значи, инстанца од оваа класа, еднаква на new user, и имаме, значи, инстанца од оваа класа. Доколку пробаме да пристапиме со user 1 точка до оваа променлива, значи, ќе видиме дека немаме пристап, што гледате име само до ID. Доколку сакам да пристапиме до оваа статик променлива, пишувам името на класата и точка. И кој што гледаме,
имаме пристап до истото, значи кој ќе означиме одредена променлива во класата како статик, истата се дели помеѓу сите инстанци. Значи, ајде да креираме уште една инстанца од класата user, user2 е new user. И како што рекам, да го пишеме 1 или 2, како што гледаме, немаме пристап до истото. Како што рекам, значи, оваа променлива user се дели, значи, со сите инстанци од оваа класа. Ајде да направиме исто како што имавме во примерот и конструктор. Public user. Добро. И ова ќе го нека биде чисто вака ради читање, да е 0. И потоа велиме ID, ќе го местиме на ова, user count. И потоа велиме user count, plus. Добро. И ајде да пробаме, значи, да го испечеме, сега имаме 2, ајде уште една криеме user 3 еднакво на new user и convol.writeLine. Значи овде ќе ставам едно доларче. Total пишем user count. User count е еднаква на празно место и сега во вакви загради можам да пишем променливе што сакам да испечатам. Users count. И треба да се испечати тројка. Users count 3. Добро. А да видиме што имаме наредно во документот. Значи зборуваме за тоа. Потоа ќе зборуваме, значи, за статик методи. Значи, што гледате во овој пример, значи ова што го печатавме сега не е извадено, значи, во една метода, print total. Ајде ќе го направиме истото. Сега ќе Visual Studio. User, тука. Public, упс. Wait. Пишувам во конструктор грешка. Пишем тука методата public static void print total. Добро. Исто ги испечатаме. convol.writeLine находници, доларче, total, две точки и users count. Точка за прекедаме фали. И овде ќе ја повикаме таа статичка метода, значи повторно ќе видите, значи пристапуваме со името на класата. Точка print total. Добро. Друго што сакам да ви напоменаме, значи во статичките методи, значи може да пристапиме, значи, само до статик работи во рамките на клас, докато пробаме да пристапиме до ID, како што гледате, интересно не ни дава, и, значи, немам пристап до истото. Значи имам пристап само до се што ни е статик. Да пробаме програмата. И што гледате, значи, исходот ни е ист како и претходно. Да видиме дали имавме нешто друго. Да, потоа, значи, ќе позборуваме малку и за статик конструктор. Се вратим во Visual Studio. Добро, значи, како што гледате, значи, имаме овдека обичен конструктор. Доколку сакаме да креираме статик конструктор, значи истиот нема access modifier, значи не пишуваме public, само ставаме едно static и пишуваме user
И тоа би било тоа. Значи, ова ни е статик конструктор. Значи, во овој случај имаме нестатичка класа. Овој конструктор, значи, ќе ни се изврши, значи, статички конструктор и статички и нестатички класи се извршува, значи, само еднаш. Во нестатичка класа, значи, ќе се изврши, значи, прв пат кога креираме инстанца од таа класа, значи, во овој случај, значи, тука. Значи, кога креираме првиот юзер, значи, ќе ни се изврши овој статик конструктор. Ајде пишеме console.writeLine, да го видиме тоа. Испечатаме нешто во логот. Static constructor. Добро. И овде кај ќе печатиме, да речеме, normal constructor. Значи, овој конструктор ќе се изврши секој пат кога креираме инстанца. Normal constructor. Добро. И кога што гледате static конструктор, го имаме прв, значи, кога, значи, рековме, кога креиравме првата инстанца, најпрво, значи, кога што гледате, ни се извршува статичниот конструктор и потоа имаме 3 пати извршување на нормалниот конструктор. Значи, кога што реков, овој статик конструктор ни се извршува, значи, еднаш и само еднаш. Доколку имавме статик класа, ајде ќе креираме една, да речем, овде, подолу. Статик клас, да речеме person, нека биде. И во неја ќе креираме статик конструктор. Статик person, добро. Console.writeLine person constructor. И да речеме ќе имаме некоја public static void, не знам, тест нека се вика. Добро, и значи да видиме, значи, истиот случај со статичката класа на user, некој person.test, кога ќе ја повикаме, значи, кога ќе пристапиме до статичката класа, значи, бидејќи статичката класа рековме од неја, значи, не може да правиме инстанции, објекти и конструкторот на иста ќе се изврши тога, значи, кога пристапуваме до оваа класа. Значи, ева, кога ќе речеме person.test, значи, тогаш ќе ни се изврши овој конструктор. Уште еднаш да го извикаме таа метода и да видиме дека, значи, овој конструктор ќе ни се изврши само еднаш. И ева, person конструктор го имаме само еднаш, значи, тогаш кога пристапуваме, значи, до статичката класа, во овој случај со оваа празна тест метода, значи, пристапуваме до таа класа и тогаш, значи, ни се извршува овој конструктор. Мислам дека во принцип се што имам впишано дека споменав. И дечки, тоа би било тоа, значи, за ова видео. Во меѓувреме, значи, кој што ветив, ова ќе надминам 500 сабскрајбери дека ќе почнам и нов серијал. Еве, значи, веќе спремам нешто за Unity, така да во деновите што следат ќе почнам да снимам видеа и за тоа, а паралелно, значи, со тие, значи, ќе продолжиме и со овој серијал. Поздрав!